15! Оле, јас сум. Треба да најдеме еден број на еден човек, многу ми е важен. Кој е важен, бе, цаци, не ме заебавај сега, бројот или човекот ти треба? Оба две. Шо кола вози? Појма немам, не знам ни како се вика. А како изгледа типот? Висок е околу 180 сантима, браун коса има, бркови, наочари носи, има едно светличе одело. Кај ние бе, глумец од К-15 човек. Харизма има ли? Да. Така кажи, бе, цаци, бе, пиши. Миле Паника, телефонски број 864-382, улица Васил Георгов, број 53. Така, цаци. Ако треба нешто јави се па. Ајде, дека се чуеме, чао. Ајде, момци, доста баш, ајде. Колку треба? Ајде, ко вчера исто, ајде. Ајде, гит лајт, ајде. Па добро бе, и јас само за струја и за пара ли ќе работа? Слушаш? Па добро, зашо така расиптички се подашате овакво? 200 пути су ви рекол, да шо личи то 2 пути у неделата баѓање, а? Ај гитла тамо. Без има да се баѓате као секое нормално семејство само у субота. Само ако ве видам уш еднашка, бойлер пекуредла сте уклучиле, бе. Аман бе, миле, аман. Па знаеш дека не можам да издржам. Гледај, еве среда, види ми ако се полна е со перут. Шо да правам? А шо мислиш ти, ја неа перут, то нема перут. Тука по то топката шо трчат цел ден оваквото. Ке трпиш. Видиш како тешко време и криза и све то. Мислиш парите ја ги берам овака, а? Па многу тешко е сега. Вие се стабилизисате малку? А да земеш да поработиш малце за промена, а не цел ден бистриш политика и после нема пари, нема. И ја бистра политика? Кога веќе бе спомнавте и бе влечете за јазик, почитувам председателе, почитувани пратеници, сакам и ја да кажем збор два по овоа питање. Бада бев ја лично споменат, ја ќе го задржам достојанството и нема да именувам. Само сакам да напоменам на фактот да некој овде присутни по 5-6 пути идат горе кај комшилук да пијат кафе, не водејќи сметка на моменталната ситуација, при што то одма се манифестира у одредени сегменти, попут кец по физика, кец по математика и укор од класен раководител. Абе, ајде, доста со политика, камо аргументи, што? Еве, ја имам и некои одредени факти овдека и некој список. Еве, да речеме на 22 овој месец потрошени се тачно 372 денара, при што са набавени и себе за папагал. Јас го купив да па што? Ето, видите? И то да е еднаш, да е 2 пути, 5 пути да се купува од истото себе за папагал. Па ја не сум луд, ја еднашка чип ќе купам себе за папагали и ни еден да не ми никне, ни еден. Па не сум луд да купува 5 пути од истиот човек, од истото себе. Уствари не, ниту човекот крив, него овдека некој прави аванта, ги зима парите и од да иде да црно пере глава у вторник и од да трошкови. Па трошкови сигурно и то. Си зиде. Да? Кој? Кој цацко? Де те познавам? Што? Де за по телефон? Важи. Ќе се видиме. 200 грама, да. 400 денара. Љуштери, да? Добро. Харизма? Не, неам харизма. Ијам астма и тука ме боли кога трчам. А ти доктор си? Довидар? У која трафика? А, то, добро. Каде да се најдеме? А по то ќе се разпознаме. Важи, довидување. Касандра сиромашката, а тој рандут циганишта ностоано живите фрла по неа, за малце ќе ја убиеш. Добро бе, луѓе, по 100 пати ли треба да ви кажувам овде? Треба да ви споказнам сега. Знакон зашо е ставено дека? Тачно пише од колку до колку саат се прави јајвар, после тоа доаѓаат луѓе се лапаат овде. Па ние овде имаме работа, како тоа се лапаат? Како се лапате бе? Со јазик. Со јазик се лапаат.
Ај пакујте шерпите, ај луѓе чекаат, нема смисла. Ај. Ама како паку и шерпите, па нас ова утре ќе ни скисне. Ма друже, па ви се молам, ние мора ова денес да завршиме. Госпожа, готови ајварот го гледам по боја. Ај бе, молам, пакујте се, ај да не ве казнам. Еве уште 15 минути и готов ќе биде. Чекайте да не го преварите, ќе ви одврати зејтинот. Слушай да ти кажам, ја и ти, и онај што ти е таму, ние ќе направиме еден скеч, има да биде фантастично. Добро, дечки, добро. Стварно не е доварен. Имате сиренца малце? Нема. Дечки, ајде вие, идите, пролапете се малце тамо, па ќе дојдете после ќе викнеме ако ќе... $200 грама. 400 дедара, љупеди. Слушај, ваму се и не прашуј ништо. Ваа гума е тубелес. У случај ако се дупне, се менја со резервна гума, али у нормални услови со неја се поминуваат 20.000 километри. Ако ставиш резервна, мораш да го смениш и вентилот. Зашто? Не прашуј зошто. Се спремен на голема работа, а ти каја појава многу одговараш за тоа, да знаеш. Сакаш ли да заработиш многу пари? Зашто? Не прашуј зошто. Шо е? Дешто ви шуштава, ева дишто. Слушај, правиме партија, не е регистрирана уште, али при крај работа. А ти си за таа работа многу битен, можеме да направиме бум. Зашто? Не прашуј зошто. Шо правите вие тука, бе? Дишто еве, дешто. Па партиски боавети. Од која партија сте вие? Нема име. Теди ја уште регистрира. Тоа нормално. 3200 денара мандатна казна, дечки. Зошто? Не прашуј зашо. Крупно немаш нешто? Шо ти реков ја? Не е регистрирана партал да направија. Секој ден не казнуват. Ама ќе регистрираме брзо, да знаеш. И бум ќе направиме. Дечки, дали имате марки нешто да купам? Имам. Колку? 100 марки да не ги мъкнам Де, пари де, по джеп. Де? Да. Слушај се. Ќе пратам човек, ќе дојде кај тебе ки 2 сатот. Ќе те земе и ќе ти донесе таму ки што требе. Мора да се видиме после. Добро. У 2 сат? У 2. Па така, те ми заврши работа, фала. Шо е ова, бе? Овој ти е у Швицарска хит. Ми ова сите го користиме, пери носи. Многу пече ова, бе, батка. Малку пече, малку е концентрат и тоа ти е додека ти фати само шлјупка у почеток и онда ти е као aftershave. Ова ти е за дератизација и редентизација, овакво. Ова ти е за игиена, бре! Хајде! Жена ме бараше некој ме... Сите колешки биле вчера на одера, бе! Уште еднаш ако ме удриш ке ти избркам од работа. Прави го.
Ej, Тошка, дай ми минут, молим те. Батка, нема проблем, никој не ме барал, сега прашав. Кажи. Што имам роба. Она спава. Ставаш, спие, не е проблем, ке се договориме. За тебе нема, може Франко дома, бе. Убои роловано, тоа све према плочица, да ставиш да личи малце, да не биде она, знаеш. Нема проблем за тебе. Квалитетна е? Прва лига што, знаеш од Сабајле, 20 тона отидува, што е ова денеска, бе, тоа знаеш како иде? Ево, ке видиш, само пробај. Добро лепи, батка. Ја ти гарантирам. Ево и бела, земи бела. Слушај, ке ти земам 5 тона од оваа розела, да ти завршам работа, не за друга ептена, ка си ми ортак. Ти земам, не е проблем. Нема проблем, ке регулираме околу. Ке регулираме, оди тамо со папири, види, јави се и нема грешка. Слушай, заеби гъспа, а да ти дам ја тебе 26 тона на лизинг. Мислиш као контингент? Као контингент бе нормално. Имам човек на многу јака позиција. Батка, пази се, тој е хоштаплер. Од кај знаеш бе, батка? 7 фирми имал пропастено, бе. Кај влегол и сушил. Аман бе. Да види, ја у него гледам една прекрасна особа. Батка, слушај, немам време, извини, ќе продолжиме мабетов. Добре, батка, добре. Добро бе, 100 пати сум кажал дека полтрони мразам. Дека лигавење не чу. Дека лигуши не поднесувам. Аман бе, па типот утоп ме направи. Молим. О, друж директоре, добар ден. Да, колегиум. Тоа исто друж директор. Исто ка више викте друж директор. И ја така мислам друж директор. Да. Ама друж директор, дали сте приметили ви дека јас стално исто као вас мислам друж директор? Не. Не ја држме линијата за фаната, па друж директоре, нели ставиме во ИСДН што е се уклучиме у мрејашта на македонски телекомуникации. Па сега фактички имаме две линии за надвор сега. Ние ако лајфме сега на телефонот, другата линија е слободна, може да се работат колегите, да. Тачно. Сега еве се спремаме и видео телефон ќе наместиме, ќе гледаме кога ќе лајфме друж директоре. Да. Ќе поминам. Друж директора Вазелин? Кај застанаме? Шо е во? Зоре во аут. Дали председател што кај се че се уди во? Кој го напише во? Од тебе во напиша. Ти знаеш ли кој е Зоре, бе? Треба Кошаркарски сојуз утре да ви стопира со ковид па да видам што ќе пиете туа. Ти знаеш каков кошаркар беше Зоре, бе? Зоре во аут. Па, он имал центар кош на дено, бе. Он откарпаше да дадеш кош, не може да дофрла. Ти мало дете да прашаш у Бразил, сега ќе ти каже каков кошаркар беше Зоре. Али љубомора, не го пуштава да влева да играе. И таму некој си сега анонимус од Турција ќе иде тука да го менја председателот на Кошаркашки савез на Македонија. На Македонија, еј! Глупости! Глупости! Ајде да не видам тука. Добра, што правиме за денес? Денес? Нечум да чувам за денес. Денес. Бе, кој ме научи вас така? Денес. Каки денес? А вечер? Вечер, знаеш, може. Може вечер. А ја мислам најубаво утро у 2 сата. Ослав, шо ге вртам јас, бе. Утро у 2 сата на састанак. Гитла еден, нечем да видам тука. Ајде.
Он će mi go menja Zore Temelkovski. On došao mi je pa Турција, 2 коша нема да денам. Батка, шо се газат овие твои од смеење, бе? Да не си кажувавте вицови нешто? Вицови. Батка, чувствувам. Однодамна почнав да чувствувам дека искрите во незините очи веќе не ме обливаат со истиот жар како деновиве пред години. Тошо, слушни ги птиците. И тие како да сакат да кажат дека твојата неизмерна љубов кон неа заслужува многу поголемо внимание од неа прикажаното. Туку, слушај, Кажи, матавите. Јас договорив со човеков, го најдов, од 2 да го земиш, да го донесеш горе на скришното место. Важи бе, батка. Обавезно. Важи бе. Ќе го земам. Него слушај. Дај дој со мене до доле до кај Дорем и на Малава треба да ја одбереме клавирче, нешто сакав да иземам. Па ти се разбираш у музика, бе, батка. Не можам, матка, нема време. Батка, ајде, Имам работа. 10 минути. 10 минути. Ај секо, си запнал. Ај! Добро, бе, мачи. Шо е се? Шо е, бе, клавиро на колешката има повеќе дирки. Добро, бе, Жане. Ти знаеш дека имам ја фирма што ми дужи пари само со дирки работат. Ти земеме дирки колку што сакаш. Ќе го продужиме клавиров ако треба, ќе направи. Извини. Слушай, бе, толку време се знаеме, никад не сум те питал. Ти многу пробај направи ова бизнисот. Шо школа имаш завршено? ГУЦ. Здравко Цветковски? Да, бе. Ја запишам там. Озбилно ти. Батка, остај тоа, бе. Слушај, кажи каква песна и направи, бе. Ти не ли кажа? Шо ја да и кажам, ти си композитор. Жане, леле, каква песна ти направи. Жане, не само песна. Имидж, комплет, план, се тоа, растур правим ли државата, ја ти гарантирам. Памтиш ли знаеш што беше на времето една шпањолка, Брижит Бардо? Б. Ти ќе биди Ж. Жане Жоржет. Абе, вака има да се тресе цела естрада, ја ти гарантирам тоа. Жоржет. Лом! Слушај, ај отпи ја малце. Батка, ај тук се, не е згодно. Батка. Еве рефренот, 2-3 строфи. Типа сега. Добро се, кога си запал више. Гради народ, цвеќето го расне, ја нервозна, 3 дена ми касне, сама се дам на та жена, на та жена нема жена. И сега тоа машки хор. Шо мислеше, кога... Ај сега да не ја пеам цела, да не ја терам. Много добро. Ама песна, ва народна, јас сакам технофолк. Демор Жане, тоа ли е проблеме би во синтезаторот, во кафе Ямаха, зош го купиме? Каква сакаш, таква ќе направиме. Јас зош сутувам. Тошо! У 2 сата да го донеш човек, обавезно. Дие губа све што сија. И ти си чул? Да. Кој си ти? У фирма?
Ке чуеш, батка. Ке се дознае тоа. А кај бе досиш сега? Сега те носам кај лидерот наш, горе. Он те видел, многу си бил потенцијален ти бе. Ти, јас дам 23 говора здав да памет. И то едо со едо текст да не се повтори. 2 збора ако се поклапат. И за политика, социјална политика, екологија, секс, хемика, физика, ова све. И све здав да ординисам и со маси и со све. И тоа е, а и дома имам вежбаоница, то со сопругата кој ќе земеме, вежбаме све. И то мора да се биде елоквенција и све. Не се родил Што тај е што ова? те кривам, јас од него разбираш, туку мора да се обесам, разбираш. Дек ќе се бесиш, бе? Шо зборуваш ти, бе? Прво да ми врнеш 500 марки, што да ги дава некни. Не си ласка, бе, разбираш, што мислиш, само на тебе и ти дужам пари, разбираш. На 15 души им дужам пари, разбираш. Туку пошава да ми претат, па мора да ми покажам кој, разбираш. Оти си зимал пари од човеците. Ми треба ми хитно, разбираш. Шо не и врна? Заебак се сапа, разбираш. Ето маше не сап не излева. Шо е ова руба од 500 марки носиш последна мода се носиш. Шо ни продаеш рубата, ама брат не врни ми ги парите после без се. Да, продавам рубата, гола се обесам, а? Па после сите да ми се смеят тука да ме заебават, разбираш, кој како помине гол да ме гледат. Да не можеш и очи да ги погледнам после, Ови си се разбираш. јас, па ќе те се облечам после. Па ќе те се облечам, па гол, па немате потребен никој. Слушай бе, а да ми дадеш ти на мене 500 марки, да ти ги върнам јас у понеделник, па да се раздужиме као господа. Шо те личам бе јас на тебе? 500 марки бе, шо? Шо те личам бе, ти матен ли си бе? 500 марки бе, разбираш. Додека не ме ги врнеш парите, наш се Върни обесиш. столове, бе, технички не е изводливо бе да се обесам без стол, бе. Върни столове! Върни столове, разбираш. Върни бе стол! Нема гајле овој бе, батка. Сега ќе му лапнем ше 500 марки. Од кај знаеш? Секоја недела се беси овде. Знаеш која куќа прави доле на водно? Него 23 говора викаш, а? 23 кобада да памет, еден со еден. Добро, како почна бе? Ја, дева да веруеш. Иде вакво, гледам огласи. И си викам, зашто јас со ова да не се занимавам? И почнав. Првиот, аплаудирам на представи, играм на свадби, плачам на погреби, то се вако, после почнав јадам плескавици по сајбови и си вика тоа е многу добар и си добив еден кураж. Викам ја, зашто да не ја проширам делатноста и специализирам за општи работи. Сега сум, како да ти кажа вака, беѓу људски и свето. А добро, батка, имаш поозбилно нешто работено вака трговија со патлиџани, со бостан нешто? Да. А холдинг, консалтинг, нешто као мојава фирма шо е? Немам. Исклучиво public relation, комуникативни односи со луѓе, беги људски односи, баш жена, семејство, едно друго и свето. Тоа би било, мислам, нема зашто ја да се занимавам со тоа што е. Него лидерот. Него. А што прави? Тоа е нова стратегија, бе, батка. Тоа ти е стратегија со аналитика. Сега правиме нова економска политика за приватизација. Слушај, тоа е направен концептот. Што гледа? Гледа кои фирми не се приватизирани. А од тука има најбољи преглед, батка. Опа! Ги ние не плаќат данок. Гледај, Зашто ме донесовте тука? сега ќе чуиш. Ти, кажи прво, шо работиш? Стечајна баса, координатор сум. Вие е богат, а гледа го како изгледа. Јас седам цел ден тука и ја посматрам ситуацијата. Знаеш ли какво расуло е тука? Абе, очите се извадува еден со друг. А тоа, знаеш што значи? Дека, абе, ич не ги боле за народот. Само гледат кој ќе ја лапне власт. Тука си прав. И Сега ние ќе формираме партија или ќе ја лапнеме власт. Тоа е најголем бизнис денеска, бе, батки. Нема друго. За тоа те викнаме тебе. Знаеш дека од тоа многу се заработува стварно? Ми како? Ти шо беше? Новинар. Ја имам харизма, можем да бидам лидер, ти новинар, студиова, медиумска поддршка, ој ќе да е пари, ќе соберем уште 2-3 од овие поотстранашно со од околијата за у парламентова да бидат поелоквентни, па то ти е идеална комбинација за ова. Нормално. Ти видите ќе се. станеш славен и богат, него ќе го пролепшаме тоа, за мене не е ни битно. Пратите ситуацијата само да видиш што се дешава. Да видиш што работат. Ајде! Види ој како се чешла, прати го, молим те. Господа, нема место за паника. Нашата партија
Има сознанија дека ножевите што ги фрла Ранду врз Касандра не се вистински, ни првиот ни вториот. Ајде! Тито зорете бара итно. Боре, ти си, ајде! Кажи му да не подпишува. Патка, шо прават овие бе? Шо мешате политика и спорт? Зашто не се угледате на мене? Ја да речеме до 3 саат идам на работа у влада, значи се бавам со политика, а после 3 саат играм баскет, што значи дека се бавам со спорт. Мора јас ако се налутам некоја ден ако дојдам, на вие два шамара ќе му шлапнам, на другиот два шамара, шо е во, молим ти се, игрење топка навечер. Човече не може да спијат. Вам горе. А добро бе сега, кој е со кого овде уствари? Таско, што си запнал ти да ти купам витлери, па ние не се знае дали ќе тргнеме уште за Португалија? Еј, бе, ова кошеркашите са. Да. Се расправат нешто пред Галија. Чекај. Де можем да вија, чекај. Пакетовски телекомуникации. Драги гледачи, еве се наоѓаме пред Савезот, овде као што може да видите сите се расправлjaат нешто и само еден момент ми звони мобилниот. Да, ма еве сум тука на телевизија нешто. Се карат, фрчат мобилните, да, Тито се јавувал. А Кардель? А де тој Тито? Зборувал исто, да, со Зоре, да, и Бранко се јавувал, и Джаровски нешто и он, и овој Орка нешто мати. Де заебавај? Да, мен мислам дека е политичка игра овоа. Ајде, се чуеме пак. Чао. Слушай, ови Тито бил дедата страна со овие де подавале оставка, Бранко со другиве си испокарале ептет. Абе ти знаеш ли колку те сакам ја тебе бе? Абе ти знаеш ли бе? Еве човеков ми е сведок бе. Абе ја те ценам тебе. И мајка ми исто ми вика. Абе ја те ценам тебе ради тоа што тебе те бива бе. Не ќам да те мешаат со татко ти бе. Мајка ми исто ми рече. Абе татко ти си работи едно. Тука бевме. Ти си работиш друго. Види. И мајка ми исто ми вика, кажи му бе. Абе го бива дете, абе го бива ви кажам, го бива дете. Кај се сега тие хоштаплере, Дзинго било вакав, фудбало било накав, кошарката можам да оправам, ракомето ќе го оправиме, хокеј ќе го ведеме ако треба, Дзинго се осеќа способен да воде спортове 10! Па ги упропастива дечките бе да дадева, да Боже сега баш кој ќе отида, тај чека да му се јавија на Пеце. Пеце, слушај, јас су биле, да. Слушај, ај батали ги овие. Ај за боја љубав, болим те, зеби ги децава, одеси ги тамо и тепете ги овие 77-64. 87 ќе дадеме, за инат, само овој да даде оставка. Ќе дај од оставка, ај ти. Ќе видам што можам да дадам. Хајде. Еде дед, ова све ќе биде наше. Ај победе. Каде? Да освоиме власта. K15!